Дали сте чијале за мобиларта Трон, одма до библиотеката во Гевгилија, која што има секаков вид на телефонска галантерија, вклучувајќи и сервис за вашите мобилни телефони, силиконски и гумени маски, футроли, заштитни стакла, се што ти треба за вашиот телефон. Палначе, слушалки, powerbank, сите видови на аксесуарис, има дури и смартвоче со IQ 200, се разбира, се знае. Конзоли за компјутер, PlayStation, дури и ring light во сите големини, почнувајќи од најмалечек до најголем, цела соба да осветлиш, додека снимиш TikTok, например. Сето тоа може да го најдете во мобиларта Трон. И ако мислите оти тука е крајот са лъиште, PUBG геймери, сега можете слободно да играете PUBG Mobile со посебен PUBG Memo контролер и да бидете најјаки и да можете секој гейм да зимите chicken dinner. И да, ако имате било каков проблем со вашиот телефон, скршено стакло, пукнена камера, утечена батерија, уштетен звучник, слободно е лајте во мобиларта Трон, а они ќе се погрижат за тоа. Поздрав! Поздрав сите дечки, Лаки со вас. Добро дојавте во едно не толку убаво видео. Пред почетокот, значи, за тоа кладех прва рекламата, за да не се прекинувам во видеото, нели, додека лафам. Име тука мојата најомилена и најубава мачка, Лиса. Али, за жал, го нема Були. Да. Добро. За жал го изгубиме Були. Затоа и во видео е РИП Були, нели, Рип Були. Були беше едно од најубавите мачиина, најмилите, најдобрите, што најмногу си го саках и као пораснах со него. В смисла као он беше бебенце толкаво така као јас колку почнах да го гледам и го изгледах се до толкав, 6 месеца и имах фолдер пълн со слики од него, кој што моментално се уште го чувам и се надевам да Жика ќе прочита која слика од кој месец е. Оти пише секој фолдер за колку дена, за колку месеци и се тоа, али тоа ќе оклавим на крајот на видео, само едно видео да ви покажам, чисто да видите колку интересен ствари беше Були. Були беше маче што никој пат за мен не беше да кажеш сгрешил или нешто да направил лошо. Буквално Були беше един од моментално игрутка, имам в грлото, не може да лафам. Беше едно од најмилите мачиина што јас најмногу го саках и дури повеќе од Лиса и од Джери го саках и од Том. Али, каде да ви кажам, он умре поради мене. Баром јас така можам да кажам, заради тоа што јас бех крив за смртта на Були. Сега вие проценете в коментарите дали сум јас крив за тоа или не сум. Али јас сепак мислам дека јас сум крив. Сега зашо? Заради тоа што каде ви кажам, Були го саках најмногу од се и го гледах коти очите го чувах и не знам бе че каде ти кажам, една вечер, некни фактички беше тоа на 20 према 21. Двете мачки беа туку в собата. И нешто кантата ми се обори или каблито од компјутерот ми ги откачи. И за май ги искарах вонка и го затворих джамот. И са бајлента пред да си легнам некај 5 саат, го оставих джамот на кип за да влеве въздух. Значи джамот беше как што е во зидот, джамот нели така затваря и така се отваря. Ева път джамот беше така, знаеш, на кип, кој не знам колку ти е тоа 50 степена или не знам као полуотворен, ама така знаеш кој на В, за да може малку въздух да влеве. И мама са бајле кога останала на работа, знаеш, испаднала вонка, видела Лиса, Були ми дуне мало. И сега као Були, нигде не дојдел, као не знам зашо не влезел оваа соба, али окей. Некој да влезел оваа соба можел да се спасе Були, али јеби га. Така било пишено вали, ако не умрел така, ќе умрел на друг начин, свекиш, кола ќе озгазала или било што свекиш. Пошто тоа што изгледам било пишено добре тоа ден. И цел ден Лиса мјавајќи, јас станах в 3 саат и мама ми вика Лиса мјавајќи најде у Були. И јас се слимнувам долу, оти општо јас тука прво влевам. Само ще отварам вратата, джамот как ще беше така на кип. Каде ви објаснам, Були убесан, главата му стои измеѓу зидот и джамот, едната ръка навнатре, сето тело, со другата ръка и двете нози навонка. И он заледан, как бил убесан така со ръката, така се окучил, така се заледил, така умрел. Изгледот са бајлента бил тоа. И многу ме е жал што
сум крив, защото джамот го оставих аз на кип, да го оставах отворен джамот или да го затворах скроз, може немше да влезе въздух в слабта и немше да било защото X причина да се десе, али боли немше да умре. Така да он заради мене умре, заради това, че аз го оставих джамот на кип и он пробал да влезе внутри и он се обесил на джамот. И аз кога видех, съд се потресех. Значи почна вилица да ми се тресе. И аз първ път усетих грижа, как ти кам, първ път се изплаших за некой. И аз никой път в живота не се секирал съм за некой толкова много. Kada ви кам, ти чувствувах като да ме е роден член от фамилията, че бех много сварно превързан за него, много жал ми падна. И се качувам горе и викам, знаеш, на мом да лафам, гласът ми беше като, мамо, ела. Знаеш, буквално не знах дека съм. Викам, мамо, ела, боли умре. И тука Мария се залетаве надолу, мама се залетаве и каф левото в слабта, от и устата, он как ще беше отдаван гробата, как се мъчил на мал въздух, човекът се огушил на джамо, не можем да мислим дори колко е гревно, да свестно да си обесан на нещо и свестно да чувствуваш како мири, свакиш да ти снемува въздух и мъчно да се мъчиш да умириш. Това е много болно нещо. И как му течело кръв от устата, тук брадата му беше сътъл с кръв и долу на земята имаше кръв и на джамото имаше кръв. И буквално пред мен, че го гледам пред мои очи обесан, висе. И сестра ми одна се разплака и аз не можех да издържам и изпаднах от слабата си, седнах на скалите, почнах да плакам поради това, що знах, че е моя кривица, заради това, що заради мене се обеси, као джамот беше на кип останан заради мене. И се смирих после 2-3 минути, мама ми вика, знаеш, као не е твоя кривица, айде оживи, така трябвало да биде. Сега не е за уживайне, али као свакам аз. Глупо бе човек, свак, защо едно грейно маче без причина бе човек, милно, на никому нема сгрешно, свакиш без грева, без нищо, едно невино маче да умре за без причина заради някаква човечка глупа грешка, несвестна. Свакиш као, не знам шо да кажам. И као изпаднах вонка, мама ми даде една царна вреке, нели, за да го фатам за врата, да го подигнам, да го изкарам от джамот, за да го фървам от и аз веке пробах да го разбудам, а отрих главата, нищо, с каменисъм беше съд заледан. Значи беше умран, може с усаята и висеше там, не знам. И го подигнам за вратот и как го оставам на скалите, но исте не му се свиват, но стоят двете така на цемент и као пушкам капаги на тараста и се слышно е дум, значи се усехшате съд с каменисан баш твърд. И го клавам в кесто, знаеш, плакам в кесто, го държам, го мърдам така от лявата ръка на главата с надежда и ке се освесте и нищо, отдех в контейнерът го фарлих, немах шо ке му правим. И после дойде комуналното, пребра контейнерът и као го сбра, го чина. Така да, не знам шо да кажам, никой път нема да го забравам, това беше едно от моите най-умилени мачи в моят живот, че съм го имал. И най-убаво маче беше и най-много го саках и най-мирно ми беше и не знам, я още 2 дена веќе ка поминава от ка умран, аз не можем да се помирам с това дека он умре, свакиш као ми фали се, още знам оти тука негде меѓу мене. А што е най-трагично це, сега може ке се смеите, може не, ка кажеш, глумиш нещо во тоа. Јас усеках оти ке умре, јела ли се? Јас усеках оти ке умре, заради тоа што си седам така една вечер и низ главата ми поминават мисли и кога ти кам не се остави. И в главата ми поминават мисли как Боли умрел, знаеш си викаме, знаеш не мисли на тоа, знаеш глупости, не мораш на тоа да мислиш. И као јас усеках оти ке умре един од Лиса и Боли. Само не знаех кој и кога точно. А усеках оти скоро ке умре и чиста визија ми се даваше оти един ке умре и мислех оти само са глупости и као само си мислим глупости в мене. Ама ето тоа било реалност. Така да, Боли бате, знам оти си сега на по-добро место, никой път нема да би забраван, мачек оти тебе нема никой път да се роде. Искрено не може да забравам. Така да нямам шо да ви кажем, дечки, се надевам оти уживате овој видео, шо ке уживате глупо видео, видео. Кој саке да се раздели, никой не би сакал. Али нямам јас шо да ви кажам, нешка викат кај да не пита тоа, така да нямам шо повеќе да ви кажам, оставете лайк, комент, субскрайб и уживајте во кратката, не знам, кратките монтажи за спомен од Боли. Чао!